Добар ден, почитувани. Ова е уште една нова телма амбуланта реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Колагенот стана клучен термин во светот на негата на кожата и убавината. Овој протеин го нарекуваат и извор на младоста. Колагенот природно се создава во нашето тело, но со текот на годините опаѓа неговата продукција. Па постои ли можност за обновување на колагенот и на таков начин да го забавиме старењето на кожата? Каков ефект ќе имаат лазерските третмани? Имаме многу прашања кои што денеска ќе ги упатиме на доктор Александра Лазаревска, специјалист по дерматовенерологија во клиничката болница Жан Митрев. Се за колагенот и убавината на нашата кожа веднаш по рекламите. Во денешната телма амбуланта зборуваме за колагенот во борбата против брчките и опуштената кожа на лицето. Со доктор Александра Лазаревска, специјалист по дерматовенерологија во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добар ден, добре дојдовте во студиото на телма. Добар ден и на вас. Ви благодарам на една ваква убава најава и навистина благодарам за приликата, навистина представува задоволство секој пат да се разговара со вас. Ви благодарам, доктор Александра. Ние денеска ќе зборуваме за колагенот, кој што го нарекуваат еликсир на младост, извор на младост и слично, а бидејќи сите во современиот свет некако тежнеа да го задржат младишкиот изглед, ќе започнеме од тоа што е колаген. Апсолутно така, во право сте комплетно. Значи, колагенот е толку популарен овие денови, што убаво би било вака една фина осврт да му дадеме на тоа што точно представува, која е неговата улога и како можеме ние да делуваме за да го подобриме неговото производство. Тоа е еден од главните протеини кои што се одговорни за во суштина одржување на потпората на кожата, сврзните ткива, го има распространета во мускулоскелетниот систем, значи не е ексклузивен само за кожата. Меѓутоа, кога станува збор во неговата улога во кожата, тоа е еден од главните протеини кои што се одговорни за тој мазен изглед на кожата, тој затегнат изглед на кожата, потпора во секоја смисла на кожата. Го нарекуваат уште лепак кој што ги држи сите компоненти на кожата заедно. Да, затоа што навистина игра една од клучните улоги, иако не е единствена. Тука кога станува збор за улогата на потпората на кожата како таква, играат улога три структури, значи кожата, под неза се наоѓаат мускулите, а под мускулите се наоѓа коскена маса која што исто така како што кожата старе и сето тоа ткиво кое што се наоѓа во потпората. Меѓутоа еве денеска како една тема ќе обработиме ова токму за колагенот. Како таков се наоѓа и во средниот слој на кожата, што е многу важно, бидејќи кога работиме таргетирана стимулација на колагенот, точно треба да знаеме каде се наоѓа. Тоа е веднаш под површниот слој на кожата, постојат повеќе типови на колаген кои што се одговорни токму за оваа потпора. Колагенот се произведува природно во нашата кожа, но неговото производство се менува со текот на годините. Па кога го постигнуваме пикот на создавањето колаген и потоа со какво темпо опаѓа неговото производство? Така, значи и постојат некои возрастни граници во кои што се со тек на бројни студии, нели, искуства во секојдневната наша работа, се забележало дека некаде во средните 20 години може да се каже го достигнува пикот и тогаш постепено почнува да опаѓа продукцијата, односно изедначувањето помеѓу создавањето на нов колаген и неговата природна деструкција. И кога тој сооднос, односно баланс ќе се наруши во прилог на забрзана деструкција или поголема деструкција отколку создавање на нов колаген, во првите години, после средните, нели, негде околу 25-та, како некоја граница ја сметаме, не се забележува веднаш драстична разлика во смисла на пад на тонусот, на волуменот на кожата, но тоа се случува толку суптилно и постепено, да.
Тоа е генетски во суштина предодредено да биде така. Генетиката е нешто на кое што ние не можеме да влијаме, меѓутоа тука улога играат и фактори од околината. Значи од животниот стил, од нашето секојдневие. Значи има некои фактори од средината кои што може да доведат до забрзано губење на колагенот? Апсолутно да, постојат и дури се се истражувало, се докажани кои фактори најмногу го забрзуваат. Ние го викаме разградување или денатурација, затоа што колагенот сам по себе е еден протеин кој што е многу голем протеин во суштина во килодалтони пресметан и таков е заради тоа што ја има таа улога на потпора. Тој фактички прави една мрежа во средниот слој на кожата и се создава од едни клетки кои што се наречени фибробласти и кога сета средина за создавање на колагенот би била во идеални услови, тој постојано ќе се создава. Но како ние може да влијаеме со нашите секојдневни навики во однос на создавањето односно одржување на таа продукција на колаген во повисока мера, отколку разградувањето, тука влијае изложувањето на сонце. Сонцето како фактор и УВ светлината. Значи да не се сончаме премногу во текот на летните денови, така? Така, значи ова е само еден... Секојдневна заштита е потребна за да не се наруши овој баланс на создавање и губење на колагенот. Така е, апсолутно ние, дерматолозите во голем дел од нашата работа се состои во подигнување на свеста пред се за здравието на кожата, секако и во анти-ејдж, во секојдневната рутина. Што значи тоа? Соодветната заштита на кожата го штити токму овој колаген кој што е денешна тема на разговор. Тоа се тие креми со фактори? Тоа се тие креми, да. Денеска постојат бројни производители кои што го леснуваат тој процес. Значи да не го нарушат изгледот во мејкапот, да може да се носат преку целиот ден, бидејќи тука постои строга препорака. Ќе се стави крема со УВ фактор, но тој колку трае. Значи не е само наутро да го аплицираме, потоа имаме активности во текот на денот каде што се движиме и сме изложени на таа УВ светлина. И би било пожелно да се реаплицира, повторно нанесе кремата со фактор. Има стикови, спрееви кои што нема нити да го нарушат изгледот на секојдневниот мејкап. Понатака носење на некои шапки, шешири кои што исто така се од клучен фактор кога станува збор за заштита од УВ зрачењето. И тоа е еден вака убав апел за да луѓето го разберат тој момент колку е штетна УВ светлината по здравието на кожата. Што е со да речеме животниот стил од аспект на начин на исхрана? Така, да. Или пак пушењето цигари? Апсолутно да. Ке влијае тоа на производството на колагенот во кожата? Да, и за пушењето цигари да го земеме за следно да го образложиме, тоа е една навика која што ние повторно кој што се бавиме со убавината на кожата, апелираме постојано до нашите пациенти дека тоа во суштина го забрзува самиот процес на старење. Затоа што прави едни мали оштетувања на крвните садови, на тие што се најнежни крвни садови, кои што не донесуваат потоа убав придонес на кислород токму таму каде што треба да се пласира, и тоа конкретно во нашата тема за денеска игра улога и во создавање на нов колаген. Значи обновата на колаген драстично се намалува кога станува збор за пушачи. Она што исто така сакав да го спомнам, многу често ние знаеме да дадеме пример за комбинација на УВ штетното
зрачење во секојдневието, апелирајќи на тоа дека еве професионалните возачи кога ќе ги погледнеме на сите конгреси, тоа се зборува затоа што е еден убав доказ за тоа која страна, нели ние возачка страна ја викаме, колку ситни брчки, колку длабоки брчки се создаваат од таа страна која што е секој ден на кожата што била изложена низ годините на сонце. А другата е како да припаја на некој друг човек, бидејќи навистина секојдневната апсорбција не соодветна, нели, со недобра заштита, си го допринесува своето. Така, значи да се заштитиме од УВ зраците, ако сакаме меѓу другото и да го очуваме производството на колаген во нашата кожа. Понатака, она што го спомнавте за диетата, исто така, избалансирана диета во смисла на витамини, минерали, но пред се и протеини, кои што се разградуваат во аминокиселини, кои што се клучни фактори во самиот метаболизам на производство на нов колаген. Имаме еден интересен факт што го извоивме, ќе го погледнеме во денешната Телма амбуланта и вели: на 75 години човекот има само 1/4 од колагенот што го имал на 19 години. Тоа значи дека природно се губи, но се губи во голема мера. Меѓу другото, доктор ќе се менува ли квалитетот на колагенот во младоста и во староста? Така е, колагенот како една клетка кога би ја замислиле, односно еден голем протеин, во младоста ако го изолираме, личи тродимензионално. Значи, кога ќе го погледнеме, може да се убаво види, значи тоа му дава можност да се изврши улогата на во суштина давање на таа потпора, сила и тензичност на кожата. Додека како што се движат годините, природниот процес, значи тоа ни е природниот процес, колагенот исто така почнува да ја менува и таа тродимензионалност кон малку посплесната, односно дводимензионален изглед на самиот протеин, така што и тоа игра улога во токму овој момент што го забележуваме ние видливо на нашата кожа. А менопаузата кај жената игра некаква драстична улога во промената на производството на колагенот, бидејќи обично тие во тој период и забележуваат некои повидливи промени на нивната кожа. Менопаузата како таква, кога ќе се случи таа хормонална промена, односно драстичен пат на естрогените, предизвикуваат дејство на целиот организам. Апсолутно имаат значајно дејство и на кожата, во смисла кога ќе се случат тие промени, нели, пременструален период, односно пременопауза, па потоа следува менопауза. Во првите 5 години се забележува значителен пат на создавање на нов колаген, и затоа доминира таа видлива разлика на квалитетот на кожата, на изгледот на кожата. Значи хормоните се на некаков начин поврзани со производството на колагенот. Да, значи во голем удел имаат, исто така тоа го забележуваме естрогените поради тие рецептори кои што ги имаат, многу е видлив делот во кожата на лицето, исто така на долните екстремитети кај жените. Значи тука се забележуваат видливи разлики. Така, дури и оној хормонален, да речам, природен тек на осцилации во текот и кога е во менструален циклус жената. Често пати знаеме ние жените да искоментираме пред циклус некако не си се допаѓам на огледало, нешто не сум како што треба, значи дури и тие суптилни разлики кога е редовен циклусот влијаат на кожата, а не па ова тотална промена на хормоналниот статус. А бременоста? Бременоста е веќе една друга состојба која што воопшто важи за подмладување и разубавување на жената. Да, тука се случуваат значајни разлики, односно нели сигнификантни промени кои што треба да ја подготват жената да стане, нели, да биде соодветно да се износи таа бременост, да се расшири матката, да се расшири стомакот, и тука и како има влијание и на колагенот. И апсолутно жената е, нели, сите викаме, поубава во текот на бременоста.
Докторке, како можеме да забележиме дека почело да се намалува нивото на колаген во нашата кожа, дека губиме колаген, односно дека не се создава во доволни количини? Така, бидејќи како што напоменав неколку пати, колагенот е одговорен за потпорната структура, тоа што ја одржува кожата. Ако забележиме ние едно мало дете на лицето нема никакви видливи сенки, комплетно исполнето, значи тука каде што имаме една огромна продукција на колаген. За разлика од тоа, како одат годините, почнува полека да кожата мигрира кон долниот дел, да се опушта, да го губи тонусот, да го губи тонусот, ете така. Значи тоа ќе дојдат она што најчесто го забележуваме во секојдневната работа, дека прво приметуваат појава на ситни фини линии кои што при одредени мимични движења на лицето ги забележуваат, во одреден пример побудање не се присутни, значи тие се почетните знаци каде што нема враќање на кожата онака како што сакаме да изгледа мазна и младешка. Понекогаш велат уморен изглед дека има. Уморен изглед, да. Понекогаш тоа се случува навистина и забрзано, доколку има па и варијации во телесната тежина. Сето оние тоа диети, нагло губење на килограмите. Да, и тоа како што рековме, нели дополнително го намалува оној природен тек на продукција на колагенот. Во суштина не може да се стави нели јасна граница кога и кај кој би се случило во однос на годишните нели предвидувања, дали после 25-та, зависно, бидејќи тука играат улога и останатите структури што на почетокот ги напоменав, како мускулите и коскениот систем, бидејќи се старе. Бидејќи се старе и тоа е една целина, значи тоа не може никако да се подвои. Да се анализира засебно. Да, како што и секој кој што доаѓа на консултација и бара совет што би било најсоодветно за него, е еден и единствен по тоа, индивидуа за себе и така и третманите кои што ги препорачуваме се индивидуално насочени кон неговата проблематика, за да бидат и нели најсоодветно делотворни, да му помогнат и да биде задоволен во однос на тоа што одбрал да си помогне во однос на изгледот на кожата. Докторке, кога станува збор за регенеративната медицина, колагенот го среќаваме и кај проблемите со зглобовите. Тоа значи дека има различни типови на колаген, споменавте. Кој колаген е најдобар за кожата на лицето? Дали оној колаген што се зема и за зглобовите, да речеме за зглобовите на колената, ќе ни помогне да имаме и помладешки изглед на лицето? Така, ова баш убаво го формулиравте, бидејќи регенеративната медицина и во естетската медицина е она што е во најава во сите најнови трендови, бидејќи медицината во суштина е една наука каде што превенцијата е она што е златен стандард, богатство на докторите да ја подигнуваат свеста на луѓето кога бараат решение за било која област. Конкретно на оваа тема, регенеративната медицина нели нуди огромен број на регенеративни третмани во однос на ова што споменавте за надокнада на колаген, проблеми во зглобови, во мускулоскелетниот систем воопшто и да, тука постојат бројни типови на колаген. Оние кои што нас не се важни за кожата се колаген тип 1. Тоа е во најголема мера застапен во средниот слој на кожата, иако постојат колаген тип 3, кој што е најзастапен во феталниот период, значи се уште додека е во фетус фаза пред раѓањето. Понатака има една базална мембрана која што се наоѓа во која што се наоѓаат тип 4 и тип 7 во однос на
подпорната улога на кожата, тука главна улога игра тип 1 колаген. Значи тип 1 е најважниот всушност. Тој тип на колаген го има во кремите за нега на кожа, на кој што е наведено дека содржат колаген? Има и нели серуми, маски за лице. Таму има една формулација направена во малку помала молекула, хидролизиран колаген се вика. И е една друга некако компонента, различна од овој конкретниот, бидејќи ова е голема молекула и нема можност како да испеnetrира преку површниот слој на кожата за да дојде во тој среден слој кој што се наоѓа нели под она што ни е бариера на кожата, епидермисот. Значи различен колаген се зема за зглобовите и за кожата. Меѓутоа се забележало дека има во некоја мера подобрување, не да за да се постигне ефект на нели антиејдж обнова на фините линии, фините брчки, но секако дека има. Еден интересен факт е што нели ова што го споменав дека во време на феталниот период постои тој колаген тип 3, се забележало дека можеби заради условите нели во интраутериниот период, амнионската течност и сето тоа, меѓутоа и тогаш тој доминира во однос на тип 1, што е обратно кога веќе нели ќе се роди плодот. И се забележало дека во феталниот период, доколку има некоја интервенција кај плодот, додека е уште интраутерино, не се создаваат лузни на кожата. Тоа е еден интересен факт во кој што медицината сега некако се труди, нели можеби да навлезе околу тој третман на рани, лузни, големи лузни, келоидни лузни, каде што ета може да биде нели од помош. А колагенот како тип 1 за да ја доловам големината на молекулата, опфаќа некаде околу 70% од тежината, вкупната тежина на кожата, што исто така е еден интересен факт податок за овој тип на колаген. Ќе ги вклучиме гледачите, почитувани од овој момент, можете да поставите прашања во денешната Телма амбуланта. Докторке, кога користиме креми, гелови, маски, серуми и слично за кожа кои што во нив имаат поволна концентрација на колаген, какви промени на кожата можеме да очекуваме? Можеме ли да се надеваме дека ќе исчезнат брчките, ќе се подобри тонусот на кожата и слично? Така. Со употреба на некој од овие продукти. Значи, апсолутно негувана кожа самата по себе е прво се гледа, е убава и во секоја доба е убава онакава како што треба да изгледа, да е негувана и здрава. Кремите, серумите и толку бројни постојат во последно време препарати на пазарот, што човек веќе не знае нели дури што да одбере. Играат огромна улога во смислата добра хидратација на кожата. Она што најмногу може да го пружате убав изглед, издржана кожа со еден здрав сјај, без проблематични појави на некои акни и така. Оние што се промовираат во смисла на колагенски маски, понатака некои креми како колаген бустери ги викаат, она што го начнавме, употребуваат помали молекули на колаген, кои што имаат за цел да стимулираат производство на нашиот колаген. Но за жал, значи можат да до некаде потпомогнат во добра хидратација, но ние што го очекуваме магично, нели, измазнување на некои брчки, се зависи во која фаза ќе почнеме да ги употребуваме, какви се видовите на брчки и така. Оние компоненти кои што се покажале дека навистина имаат улога во позитивен подобрување на создавањето на колагенот во однос на намалувањето на колагенот се локалните ретиноли, значи и кај нив навистина има видлив ефект, меѓутоа се со добра препорака од медицинско лице, значи се убава постепена внес во секојдневната рутина, односно не може тука секојдневна, зависи во која доба се употребуваат, тие има докажано дејство. Понатака се уводат и тука исто компоненти како што се пептидите и витаминот С.
Витаминот С не го споменавме досега, меѓутоа во самиот метаболизам кога се создава колагенот игра една од важните улоги во спојување на тие ланци и како таков во локалните креми, серуми, навистина исто така помага и игра улога во подобрување на изгледот на кожата. Имаме гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден за него. Ало, добар ден, дали ме слушате? Да, ве слушаме, повелете. Заинтересирана сум дали можете да ми одговорите за појава на акни кај тинејџери и за користење на апчиња роакутан, колку се тоа добри или постои некоја друга замена, колку време може да се користат и колку години е проблемот со акните во крајна линија. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма и ова е еден исто така чест проблем. Токму сега веќе ги споменавме ретинолите. Го начнавме нели како тема. Тоа е неприсушна тема. Акните се од секогаш проблем. Добриот третман нели е навремено воведување на убава локална рутина. Конкретно госпоѓата се јави со прашање за третман со роакутан. Тоа е број еден избор, значи апсолутно помага во третманот на акни, но тука се работи за еден комплексен нели проблем каде што доколку се исцрпени сите можности во смисла на локални терапевтски можности и нема одговор соодветен. Само тогаш се дава оваа терапија? Не, доколку навистина акните се делат во категории различни, она што е најтешка категорија, нодулоцистични акни кои што прават сериозни лузни и оштетување на кожата кои што понатака во животот се навистина еден тежок проблем да се санираат. Тука превенцијата, односно проценката кога да се започне со еден ваков тип на терапија е многу важна и во денешно време се сугерира кон тоа дека изборот на роакутан е важен да биде во соодветен период кога нема да настанат тие лузни кои што ќе го наградат во иднина лицето, кожата, да, и се навистина проблем за третман до крајот на животот, тие пациенти бараат можност за да ги решат. Како типови на терапија си имаат свои нели несакани дејства, меѓутоа под контролирани услови, доколку нели лабораториски испитаме се, доколку пациентот е во категорија кога може да се примени лекот, навистина вродува со убав резултат. Колку време се зема? Процената се прави во текот на третманот. Значи индивидуална? Да, се започнува со една малку помала доза и постепено се зголемува, се прават, значи тука веќе докторот со семејството и пациентот се во една блиска релација за да се воспостави добар третман и може да траат помеѓу 4-6 месеци зависно кога ќе го постигнеме резултатот. Ќе ги вклучиме останатите гледачи, да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Имам прашање до докторката. Ме интересира какво е дејството на колаген ампулите за зглобовите и мускулите и колку време треба да се прима колаген ампулите од 11.000 милиграми, мислим. Така, но вашето прашање е за зглобовите и за мускулите, не за кожата, ако добро ве разбирам. Да, и колку време треба да се прима? Докторке, можете да одговорите во оваа насока? Секако ви благодарам за вклучувањето во програма, бидејќи гостинката дерматовенеролог, зборуваме за кожа, но еве ќе ви даде некои насоки поврзани со колагенот кој што е наменет за другите делови на телото. Така, секако, значи, како што напоменав и претходно, има улога земањето на ампулите. Прво, тоа не се само колагени, тука има помошни компоненти кои што се истражени и учествуваат во создавањето на колагенот и на тој начин го подпомагаат регенеративниот процес и доколку се препишани од стручно лице, навистина има потреба за нив, си вршат својата улога. Од прилика ограничувањето е помеѓу 2 и 3 месеци континуирана употреба, па потоа се прави некоја пауза. Секако зависно од проблемот кој што го има, нели,
Госпоѓата тука доаѓаат и во предвид други типови на третмани кога се работи за зглобовите, има исто ПРП кој што може да биде регенеративен, така што комбинацијата на ампули со таков тип на третмани има дејство. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало. Повелете. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да ја прашам докторката, јас имам болкиница во крличата, во колената, во ногите од колена надоле. Дали колаген 1 ќе ми помогне? Пошто јас го нарашав од натура терапи. Така, вие сте порачале колаген. Повторно ќе напоменам и за останатите гледачи што не следат. Денеска зборуваме за колагенот кој што е поврзан со кожата. Веќе разбравте дека има најразлични типови на колаген. Гостинката е дерматовенеролог. Значи, таа зборува за ефектите на колагенот на кожата. Можете, докторки, тука да дадете некоја насока? Тоа е слично како на претходното. Так. Да, значи тоа е веќе една област каде што регенеративната медицина си го има како улога. Не е доволно само во исклучително да се пијат ампули, меѓутоа сепак специјалистите во областа си имаат бројни типови на третмани, ортопедите, да. И во однос на колагенската продукција, ета така. Така, бидејќи има интерес на оваа тема, и веќе им најавам на гледачите дека ќе направиме една емисија со ортопед кој што ќе зборува за колагенот при решавањето на проблемите со зглобовите. Сметам дека ќе има интерес, исто како што има и за ова денеска. Докторке, кога станува збор за оралната примена на колагенот и убавината на кожата, дали препорачувате тоа да се практикува? Може ли да пиеме колаген орално? Го има во разни форми, во прав, таблети, капсули, ампули, така. Да. Ќе даде ли ефект? Значи, ако се земе преку уста? Дава ефект, меѓутоа, она што сме го забележале, повторно ќе нагласам во работата низ примери, во она што ни дава резултат, кога ќе се комбинира во соодветен тип на третман, во смисла дополнителна колагенска стимулација локално да се даде и на кожата. И како препарат ние апсолутно го препорачуваме по колаген стимулативни третмани 2 до 3 месеци заедно со убава препорака за избалансирана диета, умерена физичка активност и одредени насоки во однос на нега на кожата дава феноменални ефекти на подмладување на кожата. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Сакам докторката да ја прашаме како да испатиме ние во текот на денот сосема заштитени, без да бидеме изложени на UV зраците и да бидеме дали повеќе хидратантна крема или пак, например, да биде тоа со UV зраци заштитени и колку фактори да биде кремот со UV зраци. Така, ова е едно убаво прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, доволни ли се, докторки, оние дневни креми што ги продаваат, на кои што наведено UV заштита? Или треба да внимаваме и тука? Така, во период, значи ние сме сончева земја и имаме и како се буди пролета, веќе треба да почнеме со употреба на овие заштитни креми со заштитен фактор, бидејќи не е доволно само во периодот кога сме на плажа. Она што е пожелно е барем да биде 30 факторот на заштита, да користим мешани филтри на, нели веќе тоа е сосема друга тема, меѓутоа само како така да го начнам. И UVA и UVB, така? И заштита да имаат. Така, и она што сакав да го напоменам е дека треба на секој 2 часа да се повторува. Доколку сме изложени, да, секојдневно, толку често да например, ако имаме излегу, наутро сме излегле, потоа имаме некоја обврска која што повторно не изложува надвор на отворено, не е само нели сонцето директно да не зрачи, UV-то си е присутно и треба да се заштитиме. Некој половина час пред да бидеме изложени во тој период помеѓу 10 часот
и 3 или 4 часот попладне, веќе треба да бидеме предпазливи. А доколку некои работат, пример, и се изложени надвор, нели постојано, тогаш се препорачува и носење на шапка. Да, физичка бариера, онака баш да биде заштитена кожата. Докторки, има разни третмани кои што може да го стимулираат производството на колагенот. Да започнеме еве со хемискиот пилинг, кој што не се препорачува во овој период од годината, кога веќе има сончеви денови, но каква е неговата ефикасност и дали е безбеден хемискиот пилинг? Да, хемискиот пилинг е една, нели, од 5, ние велиме, има 5 опции кога ќе дојде пациентот на прстите. И така, е една од многу безбедни методи за почнување уште од младата возраст за употреба. Тука постојат 3 типа на хемиски пилинзи, зависно од она што имаат за моги да направат одлуштување на кожата во кое ниво. Има плито, кој што се однесува само на површниот слој на кожата, среден, кој што се однесува на малку подлабоко и еден длабок кој што е до папиларниот дермис, односно можеме да видиме видеа на TikTok како се лушти цела. Да, тоа е доста популарно. Да, и изгледа страшно. Изгледа страшно, меѓутоа со добра подготовка, во добар период од годината, доколку се одбере како тип на третман, навистина си има својата улога. Меѓутоа, кога станува збор за да се испровоцира нашиот колаген да се стимулира, оној што е површен нема да ја заврши сосема својата работа, затоа веќе бидејќи го напоменавме, самиот колаген се наоѓа во тој среден слој дермис на кожата, каде што и треба да биде таргетиран овој тип на третман. Безбеден е доколку, нели, тука има улога кој тип на киселина ќе се употреби, има бројни производи кои што се на опција на докторите секако. И да се употребува со соодветна заштита, припрема, доколку е индикација акни, узниот акни, нели се прекинува локалната терапија, бидејќи ова дополнително прави една ексфолијација, одлупување на кожата, така што доколку се користи под соодветни услови со добра препорака, има убави резултати. А што е со оние ролерчиња на кои што има иглички? Так. И потоа со микроповреди на кожата, велат ќе се стимулира производството на нашиот колаген. Да, исто и дава тој ефект? Дава. Болен е третманот? Тоа е многу индивидуално, секој различно го толкува. Во принцип, кога станува збор или за убавина, се некако спремни и велат дека не е нешто страшно. Тука е од важност изборот на локални, да речам, раствори. Како анестетици што делуваат? Не, сакав да кажам во смисла она што би продрело длабоко, значи не е само на суво да се помине со ролерот, она што би се употребило како дали витамински коктели, дали нешто поразлично. Како мезотерапија да биде. Така, да. Само што ова е контролирано со точно одредена длабочина на тие мали иглички е доста поплитко отколку кога би се работела една класична мезотерапија, каде што со рака ние точно знаеме каде ја пласираме иглата. Значи има тука сега мезотерапија и PRP терапија. Так. Која е разликата, да ни објасните? Да, значи кога се работи за колаген стимулативни третмани, овие се од минимално инвазивни, каде што се употребуваат едни микроиглички, така ги викаме, се со цел на пациентите да не им биде она страф од игла или било што, бидејќи навистина припремата е еднаква кај двете постапки, се аплицира локален анестетик во форма на крем, кој што стои доволно долго, си ја врши својата улога и го прави колку што е можно третманот побезболен. Не е некоја болка која што е неподнослива. Јас секогаш... Значи го боцкате лицето со игла и внесувате некое дали плазма или пак некој коктел? Мезотерапија, самата мезотерапија, односно биоревитализација, викаме, се користат, главната улога тука ја имаат
раствори кои што се тенденциозно намерно направени така за да провоцираат колаген да ја вратат хидратацијата на кожата, во најголем дел користат хиалуронска киселина. И самите мали убоди кои што се прават намерно во одредена длабочина на кожата, каде што ние очекуваме да го најдеме колагенот, од прилика некаде 4 милиметри, значи прават една мала травма токму таму каде што треба да се испровоцира фактори за раст, фактори за обнова на ткивото, кои што во најголема мера се докажало дека играат улога во создавање на нашиот нов колаген. Нашиот нов колаген ќе почне постепено да се буди, фибробластите се активираат и тука има една фази на заздравување на секоја рана, секоја повреда, така и овие микроповреди подлежат на истите фази на заздравување. И тука фибробластите во суштина се најпосакуваните клетки да се појават и го создаваат колагенот кој што е наш производ и токму е таму каде што треба да биде. Да, а ПРП-то пак е друг вид на третман каде што се зема крв од самиот пациент, се обработува во центрифуга, потоа се добива плазма богата со тромбоцити и фибробласти, таа се аплицира на тој метод. Значи со воцкање, со шприц, со иглички се нанесува точно на длабочина која што е потребно да навлезат овие контролирано внесување на состојките си ја прават во суштина таа колагенска стимулација која што сите ја бараме. А каков ефект даваат ласерите? Ласерите се веќе една огромна категорија на естетската медицина, поле кое што е со безброј индикации во смисла на регенеративна третман, на васкуларни промени и ремоделирање на кожата. Во суштина, исто така контролирано и добро евалуирано лице каде е проблематиката, ласерите на сличен принцип се прави термичко оштетување на точно одреден дел во тие слоеви каде што сакаме да го испровоцираме колагенот и потоа се чека на регенерација и обнова на колагенот. Дали специфични ласери се користат за продукција, стимулирање на продукција на колагенот? Да, конкретно постојат специфични се сондите кои што може да се користат во овој тип на ремоделирање на кожата. И тука, например, една исто така интересна тема е третманот на лузниот акни, оние длабоки бори, каде што конкретно и постои протокол на употреба на ласери во комбинација со ПРП и навистина даваат едни прекрасни резултати кои што се малку се чека за да дојдеме до резултат, бидејќи таа фаза на матурација некош трае до 2 години, меѓутоа ние кажуваме дека околу 2 до 6 месеци е продукцијата на колаген кога пациентот веќе ќе ги види резултатите. Кога зборуваме за ласерски третман, колку често тој може да се прави, на кој регија од кожата на лицето може да се изведе третманот? Дали се опфаќа и кожата на вратот? Да, може, значи апсолутно лицевата регија, вратот, деколтето се регии каде што може дури и третман на хиперпигментација имаат. Сега колку често може да се употреба се зависи од проблематиката на која што се обраќаме. Најчесто тука захтевно е кога се работи за ласерски третмани повторување на истата интервенција, додека кога се работи за еден друг вид на колагенска стимулација со помош на ултразвучни топлотни бранови, веќе тука имаме само потреба од само еден тип на
еден нели третман и тоа е тоа. Тука ги чекаме резултатите кои што траат можеби 2 и повеќе години, зависи во која доба ќе се направи самиот. Значи може со ултразвучи топлотни бранови? Да. Да, исто така Топлината стимулира всушност? Така, па тоа е еден многу интересен третман кој што дури има одобрување од нели FDA како третман за лифтинг, не хируршки лифтинг на одредени делови на лицето и телото. Она што е предноста на овој тип на третман е самиот ултразвук. Тоа е многу едноставна метода. А она што едноставно во суштина е и најделотворно. Во текот на самиот третман постојано докторот е во визија на ултразвук, односно под ехо, се гледа точно каде би пласирал од тие топлотни фокусирани топлински зраци, кои што се наоѓаат во една сонда и поради тие анатомски варијации што на почетокот ги спомнавме, секој човек има различни нивоа во различен период од животот во кое се наоѓа колагенот. И апаратот нуди можност да се пласираат зраците во 3 нивоа, токму адаптирано на индивидуалните потреби на пациентот. Дури сме забележале дека кај некои пациенти во одреден дел на лицето се пласира во едно ниво, во друг дел има потреба да се пласира во друго ниво. И сето тоа овозможува така индивидуален пристап и ги максимизира условите, значи прави условите за резултат на колагенска стимулација. Така, и многу е важно се тоа да го изведува медицинско лице, така, да не се работи од нестручни особи кои што, бидејќи третманите во принцип се нарекуваат и медицинска стимулација на колагенот. И самото име говори за сето тоа. Да, затоа што нели едукацијата, искуството си го прават своето и веќе кога подлегнуваме на таков тип на, посебно кога се работи за инвазивни, значи многу е важно од моментот на каде ќе се пласира до условите во кои што се изведува самата интервенција, така да е многу важно да се изведува со проверено медицинско лице. Доктор, ќе постои ли начини ние по природен пат да си го зголемиме нивото на колагенот? Има ли некои природни извори што содржат колаген кога станува збор за храната? Да. Значи сега ако постојат протеините се главни во смислата затоа што се поддршка на самата продукција, оние компоненти што не се важни да се состават во формирањето на колагенот. Да, конзумираме желатин, риба повеќе. Така, да, значи може и добро избалансирана, значи редовна примена на риба. Еве најдов супа од коски. Да, значи тука е варењето нели помага во создавање на тој желатин кој што во суштина е многу здрав за општото здравје на самиот човек и тоа и така допринесува во подобрување на создавање на колаген. Значи супа од коски, потоа вели рибата содржала еден од најквалитетните колагени, често риба на менито. Да. Лукот е одличен како зачин, но и го стимулирал исто така производството на колаген. Така, да. Постојат информации, меѓутоа она што сме го забележали и она што е во суштина главното е дека добре избалансирана храна, полна со витамини, дури и јатките многу често ги спомнуваат како извор нели на добри протеини кои што ќе потпомогнат во создавањето на овој протеин колаген. Умерено вежбање, не претерано вежбање, не употреба на такви додатоци кои што често пати знаат да се користат при напорни тренинзи. Но физичката активност сама по себе доколку умерена, стимулира исто така продукција на колаген и тоа треба да знаеме. И денешната емисија би сакала да ја заокружам со едно прашање кое што се однесува на младите девојчиња на 13 години, 14, кои што гледат видеа на TikTok. И потоа и самите се обидуваат да применат дневна и ноќна рутина на таа возраст.
употребуваат и ретиноли и колагени. Да. На вистина козметика која што воопшто не е потребна на нивната кожа. Так. Што значи да се нанесе колаген на кожа на која што тоа не е потребно? Так. Може ли да има контраефект? Да, тука се бројни примери кои што низ секојдневната работа самите ние го забележуваме како проблем. Се почесто се јавуваат стимулирани од погрешен тип на козметика, бидејќи нели сето она што се пласира дека некому помогнал, а секој по себе е различен, не мора да значи дека и ќе помогне на слична проблематика и на некој друг. Значи тука се комплексни прашања кои што треба да бидат сугерирани од страна на медицинско лице. Во секојдневната работа, особено кај девојчињата, но и кај момчињата, не се исклучени, се забележува една така како од погрешна козметика стимулирани акни, појава на иритации на кожата, дури и пресушување, луштење на кожата. Значи се поради неточна употреба на така се нели што ќе се и претерана, што бидејќи нели секоја доба си носи свое, секоја проблематика си носи свое и доколку се погоди добрата рутина, секако ќе има резултат. Меѓутоа за тоа треба стручно лице да се изрази. А исто така, она што го прават и што не го дочитувате, комбинациите на тие препарати, понекогаш некое со некое не одговара, не се комбинира. Например, локалните ретиноиди се нанесуваат толку спонтано и имаат секогаш добар одговор. Меѓутоа не треба да се мешаат со нешто што прави додатна ексфолијација, односно лупење на површниот слој. Не треба да се започнуваат во текот на сончеви периоди, треба убава заштита од сонце и тоа и такако има проблеми, нели, доколку несоодветно се употребува. Така, значи родителите тука да реагираат, доколку забележат некоја ваква рутина кај нивното дете непотребна. Така е. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, што ни појаснивте бројни факти поврзани со колагенот, со начинот на кој што може да го забавиме старењето. Тоа е генетски предодредено, треба да го прифатиме дека е тоа. Но сепак и ние имаме голема улога со тоа што нели ако се почне со време апсолутно можеме старењето да го направиме да изгледа многу поубаво. Така, не можеме да го запереме, но можеме да успееме тоа да биде поубаво. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето во денешната Телма амбуланта. Почитувани, ова беше уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви посакувам пријатен ден.